Нова крупна инвестиција во енергетскиот сектор и линеарно покачување на пензиите. Ова се првите задачи на новата влада. Христијан Мицкоски, откако ја презеде премиерската функција, веднаш се фати за работа и излезе на терен. Од Штип го најави ветерниот парк од 450 милиони евра, кој што ќе донесе нови 100 милиони евра во бруто домашниот производ. Тоа представува исклучително значаен проект во делот на енергетското портфолио на не само на овој крај, туку и на државата во целост, кој што значително ќе го подобри перформансот на енергетските капацитети на државата. И она кое што е значено, за овој немаме специјален закон, немаме загарантиран откуп, немаме загарантирана цена, туку едноставно имаме инвеститор кој што ќе инвестира помеѓу 400 и 450 милиони евра, кој што производот ќе го пласира на слободниот пазар и тој слободен пазар диктира дали тоа ќе биде за извоз или дел од тие количини ќе завршат овде во Македонија. До крајот на неделата владата ќе одржи седница на која ќе се разгледува точката за зголемувањето на пензиите. Но започнуваме да работиме и на новото законско решение за линеарно зголемување на пензиите за пензионерите, она кое што го ветивме во предизборието, во првата година да имаме линеарно зголемување за секој еден пензионер од 5000 денари на нивната пензија, така што започнуваме со министерот за социјална политика, демографија и млади, господинот Фатмир Лимани, со министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, во текот на утрешниот или денот потоа веќе ќе имаме работен состанок кај мене, така да почнуваме да го драфтираме и овој закон кој што набрзо ќе се најде во парламентот. Мицкоски заедно со министерот Тараварија посетија Штипската болница. Оттаму порача дека новата влада ќе гради онаму каде што незините претходници оставиле неуспешни проекти. Еден таков проект според него е токму клиничката болница во Штип. Многу споменици и неуспешни проекти ќе наследиме од оваа крајно неуспешна и можеби најнеуспешна влада на СДСМ и ДУИ и сите тие треба да ги трансформираме во проекти кои што ќе значат додадена вредност во животите на нашите граѓани. Еден од тие споменици е ова што го гледате позади мене. Од 2017-та воопшто не е ставена шајка. За жал, ја во болницата од 2017 кога бев 100 дена министер, не сум ја посетил зградата, сега гледам дека ништо не е сменето и се надевам дека веќе има иницијатива за да се објави повторно, да се објави и да се побара нова фирма која што ќе работи во Штипската болница. Само треба со владата да се усогласиме и да добиеме дозвола од Министерството за финансии. Доколку добиеме дозвола за да се уплати тоа за неколку години најверојатно, ја се надевам дека многу брзо може процедурата да се објави и да започнат повторно работите во клиничката болница. Во центарот на Штип беше удрен и камен темелник на игралиштето за мал фудбал кој треба да прерасне во спортска сала. Ова инвестиција е вредна 90 милиони денари, а средствата се веќе обезбедени. Премиерот во текот на работната посета на Штип направи увид и во градежните активности на булеварот Партизанска.